Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, одржавме лидерска средба како председатели на двете најголеми политички партии во Македонија, овде во владата на Република Македонија, на неколку теми. Темите беа можноста за враќање на опозицијата во парламентот и се поврзано околу тоа прашање. Разговаравме за информации и случувања поврзани со разговорите со Грција, а разговаравме исто така и за законот за употребата на езиците и 35-6 амандмани кои што ВМРО-ДПМН ги има поднесено во парламентот. Сакам да напоменам неколку работи. Во делот на враќањето во парламентот од страна на ВМРО-ДПМН не ги соопштија ставовите за притворите и јас апсолутно имам разбирање за тоа што и опозицијата кажува дека додека не бидат комплетирани не се враќаат во парламентот, но уште еднаш сакам да напоменам дека немаме намера апсолутно да вршиме никаков притисок или влијание врз правосудството, заради тоа што правосудството е независно и апсолутно делот на важењето на законот еднакво за сите. Јакнење на независноста на правосудството, ова е апсолутно недозволиво. Ние сме секако како политичка партија дека притворите не смеат да бидат казна и апсолутно треба да се минимализираат во државата, но апсолутно тоа е обврска и право на јавното обвинителство и судовите во Република Македонија. Разговаравме и за интерпартиските комисии кои што работат во парламентот. Работиме на неколку работи кои што се важни за реформскиот процес и можам да кажам дека има одреден напредок. Се разговара за реформските закони, вклучително и за законите кои што се со двотретинско мнозинство, но и за оние закони од реформскиот процес кои што се со просто мнозинство. Имаме сериозно придвижување по основ на овие закони. Разговарано е и се надевам дека ќе се дојде до конечно решение за законот за заштитување на сведоците. Разговарано е исто така за законот за следење на комуникациите. Во почетна фаза се двотретинските закони од делот на правосудството, каде што постои амбиент, добри услови и се надевам дека процесите ќе завршат успешно. Разговаравме и за законот за финансирањето на политичките партии. Тоа е нешто кое што треба на крајот да доведе поголема независност на политичките партии од било какви донации, бизнисмени, влијанија, се со цел да ги направиме потранспарентни, понезависни, а секако и потенцијално некорумпирани во иднина. Од тој аспект секако ќе примениме меѓународните пракси, каде што ќе биде тоа прецизно регулирано, се со конечна цел навистина да го стабилизираме и тој процес на политичкото действување во Република Македонија во функција на зајакнато работење против корупцијата, но и секако во функција на зајакнато посветеност на честно, отчетно и граѓанско ориентирано општество, без разлика која од политичките партии ќе биде на власт во периодот кој што доаѓа. Разговаравме за изборното законодавство, договоривме до септември да согласиме изборно законодавство, каде што буквално Државната изборна комисија ќе биде административен орган, а политичките партии на 6 месеци пред изборите ќе присуствуваат во Државната изборна комисија. Целта е да се воспостави едно трајно решение кое што нема да лавира или нема да предизвикува негативни влијанија врз самите политички процеси, посебно поучени од минатото, тоа што се случуваше во Република Македонија. А до тогаш договоривме, заради тоа што Македонија мора да има Државна изборна комисија, знаете дека во моментот нема, да го вратиме старото законско решение, каде што председателот на Државната изборна комисија ќе биде од опозицијата, а мнозинството во Државната изборна комисија ќе биде од владеачкото мнозинство или политичките партии кои што се во опозиција. Ја искористив приликата да го информирам председателот на ВМРО-ДПМН, господинот Мицковски, за се што се случува во делот на разговорите со Грција. Апсолутно немаме некое поместување, но за деталите на позициите, како разговараме, во кој правец разговараме, споделив генерално детали. Знае јавноста дека од средбата во Виена нема некое директно поместување. Апсолутно разговаравме и за нашите стратегии или детали, кои што генерално се и познати во јавноста. Го информиравме како шеф на опозицијата или на најголемата опозициона партија за намерите како да течат преговорачките процеси. Секако тие остануваат на своите ставови, нивни познати, ние сме исто така на нашите познати ставови, остануваме оптимисти дека може да се најде решение за овој горлив проблем кој што постои повеќе од 25 години, но при тоа секако тоа мора да биде
сосочувување на достоинството и идентитетот на двете страни во разговорите за името. Секако продолжуваме и понатаму да се меѓусебно информираме. Јас се надевам дека по оваа прашање можеме ние да изградиме национален консензус. Следува нова рунда на преговори, која што ќе биде крајот на март или почетокот на април, под раководство на медијаторот Метју Нимиц. До тогаш, како што знаете, се очекува билатерална средба помеѓу двајцата министри, слично нешто што се случуваше на билатералната средба во Солун. Уште некаде мислам, ако не беше летото или почетокот на есента. За оваа средба имаме најава дека ќе долета господинот Нимиц третата или четвртата недела од месец март, каде што буквално со негово доаѓање на аеродромот Скопје ќе може да направат обиди, да некако приближат ставови, да се меѓусебно информираат, да споделат очекувања или слично, а преговарачкиот процес ќе продолжи под раководство на медијаторот Нимиц. После тоа веројатно ќе следуваат и нови лидерски средби или средби на меѓусебно информирање и градење стратегии во функција на решавање на проблемот. Со законот за употребата на езиците беше третата тема за која што разговаравме. За жал овде сме далеко од позициите. Предлогот кој што беше предложен да се формира работна група која што со уставни експерти или слично би ги толкувале уставностите на самиот закон, апсолутно е неприфатливо, прво од принципиални и прагматични причини, а тоа е дека постои Уставен суд во Република Македонија. Ако нешто навистина е неуставно, тоа треба да го каже Уставниот суд. Парламентот ги гласа законите, претседателот го употреби своето право на вето, односно го врати законот повторно. Навистина ова законско решение според нас е неовозможено право на помалку бројните етнички заедници, и албанската, и турската, и ромската, и влашката, и сите други помалку бројни етнички заедници треба да се овозможи, а после тоа постои Уставниот суд, ако навистина тврдат дека самиот закон е неуставен. За нас законот е уставен и апсолутно не треба парламентот да го доведеме во позиција да ги толкува уставностите или неуставностите. Секако постојат комисиите поминаа во првата фаза на самиот процес на донесување на законот. Законот е веќе 2 пати гласан во парламентот и јас верувам дека моравме да изнајдеме некое решение кое што би ги одблокирало ваквиот процес. Тие 35.500-700, точно јас не знам колку амандмани, навистина сите знаеме дека толку ќе го блокират собранието во Република Македонија, кое што во најмала рака ќе остане блокирано се до после завршувањето на самитот на НАТО, кој што се очекува да биде во јули месец. И апсолутно тоа е неодржливо. Сме демократи луѓе, сакаме да разговараме со сите засегнати страни, но за жал се уште немаме решение и на овој проблем. Тие беа од прилика темите за кои што разговарав. Повелете прашање. Дали очекувате да се врати? Само дека Нимиц ќе дојде, а мислевте на Коцијас, претпоставам. Да, Коцијас ќе дојде за да се створи. Изјавата рековте Нимиц третата, четвртата недела, да нема. Значи третата, четвртата недела ќе дојде министерот Никос Коцијас, грчкиот министер во Скопје, за возврат на посетата на нашиот министер Димитров, која што беше одржана во Солун. И апсолутно ваквите моменти ги користиме секогаш, оти може да бидат од помош, не може да бидат дополнителен проблем, а преговарачкиот процес ќе биде закажан после тоа, веројатно крајот на март или почетокот на април, под раководство на медијаторот Нимиц, кој што од името на Обединетите нации ги води преговарачките процеси. Дали сте добиле некоја вид на драфт верзија на договорот што го спрема Грција? Не, апсолутно, ние скицираме наши драфт верзии, нормално. Сето тоа се надеваме на крајот, како што барем познава меѓународната пракса, да има меѓународни договори, да има предлог резолуции за Обединетите нации или слично. Ја очекуваме првата драфт верзија да дојде со министерот Коцијаш, така е договорено, нека дојде, имаме право на своји коментари или било што. Ова може да помогне, а може уопште и да не се разгледува, може да не биде и предмет на разговорите, но нема на одмет секои развојни идеи кои што би се случили, а би биле од помош, да бидат разгледувани од било која страна, ако дојде на маса. Дали очекувате да се врати опозицијата во собранието до НАТО самитот и дали имате рокови до кога очекувате тие да се вратат назад, бидејќи голем дел од реформскиот процес зависи од нивното присуство во собранието? Значи јас би сакал утре македонската опозиција да биде во парламентот. Само така комплетна ќе биде демократијата. Те не мора да се согласат со се со владеачките партии. Не мора ниту пак она што го разговараме на интерпартиски комисии да биде и нешто договорено. Ние сме должни да се обидеме. Јас знам дека и власта ќе биде
подобра за граѓаните ако опозицијата биде во парламентот. И тоа е апсолутно познато демократско право. Јас се користам приликата уште еднаш да апелирам на вистина да се вратат во парламентот. Тие може да останат на своите ставови. Јас апсолутно ги разбирам што значи да дел од пратеничката група не биде овозможена да работи во парламентарните групи, тоа ми е јасно, но тоа не зависи од извршната власт. Јас сум рекол дека апсолутно сум растеретен човек. Мојата обврска како премиер на владата на Република Македонија да гледам напред во иднината. Драматични беа, срамни беа, многу лоши беа и не знам со кој збор да се изразам настаните на 27 април, каде што лично бев таму и засегнат, но тоа не значи дека треба да останеме закопани во ровови. Мора да гледаме напред. Ние сме тука да им служиме на граѓаните и Република Македонија мора да чекори напред. А поуспешно ќе чекори ако опозицијата биде во парламентот. Се одржаа повеќе протести и светот и во Македонија со голем број на луѓе кои што протестира против промена на името и за зачувување на името Република Македонија. Кој е вашиот став и општо став? Апсолутно со внимание ги следаме сите реакции, сите активности кои што граѓани на Република Македонија дома или надвор ги прават. Тоа е демократско право. Секако ние можеме секако да останеме заглавени во процесите уште 25, уште 50 и уште 100 години. Но истовремено прашањето е како да се најде начин да се баре решение на отворените прашања. И тоа го правиме. Јас верувам дека не боли сите, неправичноста, наметнатоста на овој ирационален проблем, сите подеднакво. Можно е сите да се позиционираме и процесите повеќе и да не течат, и да не се преговара. Прашањето е дали може да најдеме решение, кое што секако ќе осочува нашето достоинство и нашиот идентитет. Спомнате дека сте разговарале за финансирањето на политичките партии. Што точно договоривте и имате ли поддршка за тоа од ВМРО да помага? Мислам дека се движиме во добар правец. Целта на финансирањето на политичките партии е измена која што ќе ги направи политичките партии буквално отпорни на можни влијанија преку донациите, преку помагање од секаков вид или слично. Од прилика буџетите на секоја политичка партија се знаат во Македонија. Тие се пресметуваат колку струја, колку вработени, колку се другите трошоци за закупи, за кири кои што се плаќаат од партиите и ќе одиме на една ваква пресметка која што апсолутно ќе овозможи многу голема независност на сите политички партии во Република Македонија. Тоа ќе оди преку едно законско решение кое што би требало има логика ако е поддржано од сите. Верувам дека имаме добри основи по основ на вкупен број на советници и пратеници е сегашниот модел, веројатно ќе се зголемат ваквите финансиски средства заради независноста на политичката партии, а со тоа ќе и стават политичките партии, како што реков, поотпорни на било какви зависности од други извори на финансирање. Секако и блупринтот и сето тоа што досега го имаме, ни укажува дека и чланарините, донациите и останатите приходи, како што се кредитите или други приходи, треба да останат, ги има насекаде во светот, но и ако останат, тоа ќе значи дека политичките партии се помалку ќе ги употребуваат, кога ќе имате една ваква независност. Во самото изборно законодавство верувам дека ќе се најде начинот и како тоа се финансира за времени избори, пред медиумите, за да бидат и поспокојни, посигурни медиумите, да не некогаш дават попусти, па не дават, па е законски или слично, да развојот на дебатата да тоа биде преку буџет, фиксирано е, минутажите може ќе паднат, да биде издржливо согласно нашиот буџет, но медиумите да знаат дека од буџетот на крајот ќе им се плати од самите политички партии согласно фер распределба на минутажите, која што е во големината на коалициите кои што настапуваат на изборите. Искуство имаме или промеморија како Македонија, од тука верувам дека ќе изнајдеме решение прифатливо. Убаво е за било што ако во Македонија постои национален консензус или во парламентот сите стојат за некои решенија, но секако тоа мора да биде по пат на дебата, транспарентно, отворено, за да можат и граѓаните да дадат своји коментари. Господин Заев, што е со законот за јазици? Рековте дека немате доближени стави, меѓутоа дека ве гази времето и дека ви е потребно да се деблокира процесот. Како планирате да го деблокирате со оглед на тоа што Мицковски надвор кажа дека не попушта од позициите кои што се познати во јавноста? Ќе се оди на амандманска расправа или ќе се бара друго решение? Еве вака, ако се тргне на амандманска расправа, само ако ја пресметате минутажата по 3 минути минимум и една минута дополнително заради образложението, дискусијата или слично, кога ќе направите пресметка, ќе видите дека 6 месеци ви е најмалку потребно да дискутирате по амандманите. Овие амандмани се поднесени заради неуставност на закон. Парламентот дефинитивно не е толкувач дали е уставен законот или не, тоа е уставниот суд.
И ако се има малку разум, ќе треба да се даде можност законот по пат на разговори со опозицијата да помине. Јас сум убеден дека на крајот Уставниот суд ќе каже дали е нешто уставно или не. И во тој дел, за жал, се уште немаме некои разумни решенија помеѓу владеачкото мнозинство и опозицијата. Истовремено се надевам дека и во наредните денови ќе се искористи секоја прилика во парламентот, на работни групи да се изнеде некој решение, но едно знам, ние не треба да дозволиме Македонија да биде блокирана во наредните 6 месеци. Овие 6 месеци се исклучително важни за Македонија, посебно за интеграцијскиот процес, посебно за пораката што ја испраќаме према инвеститори домашни или странски, трг на економските процеси во државата и мора да водиме грижа, но мора да водиме грижа и за демократијата, за правото, деловничките права или слично. Апсолутно можеме ние да одлучиме да го пуштиме буквално да оди процесот со сите амандмани, тогаш сите ќе знаат дека ВМРО-ДПМН е виновно за блокирањето на процесите. На што тоа имаат граѓаните ако изгуби Македонија и не знам, датум за преговори со Европската унија, покана за НАТО, тоа е катастрофално. Од друга страна, според мене постои деловничка можност, но до крај не знам, пратениците тоа ќе го кажат и правниците посебно, колку е тоа деловнички исправно. Затоа треба да разговараме за ваквите прашања. Јас уште еднаш апелирам на разумност заради тоа што дефинитивно е едно неовозможено право на помалку бројните заедници, кој што треба да им биде дадено, а постојат институции, како што постои институцијата председател на Република Македонија, тоа председателот делуваше преку тоа што му е негов инструмент на делување, така и Уставниот суд. И сето друго би представувало и наетење и потреба само за блокирање на ова законско решение. Ако навистина сме заградени на мултиетничкиот концепт во државата, а гледам вакви пораки и од господинот Мицковски, и од ВМРО-ДПМН, имат прекрасна шанса тоа да го покажат на дело. Ваква порака е блокирана Македонија. Парламентот не работи заради оцената. Вас го оценува Мицковски од почетокот како дојде за лидер со опуштањето од притвор на пратениците. Со или без законот блокиране, се е блокирано, целиот процес реформски на носење на најбитните закони, не работи парламент. Еве вака, мене ми е драго што навистина за многу законски решенија или имаме договори или сме блиску до договори. Се работи за реформските законски решенија кои што се во парламентот. Парламентот ги носи сите одлуки кои што се тековно работени и на парламентот и на потребите на извршната власт. И функционира. Лошо е што опозицијата е надвор. И тие треба час поскоро да се вратат. И секако со нивното враќање ние очекуваме да се блокира во наредните 6 месеци парламентот на Република Македонија, заради тоа што граѓаните очекуваат од нас политичарите, секако најповеќе од власт, но и од опозицијата, да носиме решенија кои што ќе го подобрат се вкупниот квалитет на граѓаните, ќе не доближат се повеќе до Европската унија и до НАТО, и тоа се очекувањата на граѓаните. Но јас не можам да судам за нерационалните одлуки кои што ВМРО-ДПМН, господинот Кристијан Мицковски или сите таму што одлучуваат, кои што ги носат. Апсолутно во времето на ВМРО-ДПМН 2011 година, пред да се формира владата после парламентарни избори, буквално шверцерски беше донесен закон за унапредување на јазиците. Еве не 9 месеци дискутираме за закон. Транспарентно, отчетно, пред секој, со сите детали, ние веруваме во тоа решение, треба да се пушти тоа решение и на крајот Уставниот суд е тој што ќе одлучи. Уште еднаш ја користам приликата само да апелирам на конструктивност. Опозицијата со блокирањето губи. И тоа го покажа и последните локални избори. Ако продолжи да обструира, таа ќе губи, но жално е што ќе губат и граѓаните на Република Македонија. Господин Заев, што е со специјалното јавно обвинителство? 8 месеци не може да поднесат обвиненија, иако во тек се истрагите. Разговаравте ли можеби за тоа со Мицковски? Не разговаравме за специјалното јавно обвинителство. Апсолутно тоа што е само поврзано со јавното обвинителство вкупно во Македонија, државното или специјалното јавно обвинителство е законот за заштитени сведоци, која што и текако е алатка потребна на сите обвинителства во Република Македонија. Не е наједноставен начин да се повлече законот за јазици, како што беше повлечен законот за правите, што истиот принцип со амандмани. Апсолутно не. Заради тоа што пратениците два пати гласа 69 вкупно на број. Тие пратеници вкупно 69 веруваат во тој закон. И веруваат ако конечно се растеретиме од меѓуетнички предрасуди, Македонија може да се посвети на здравство, на образование, на економија. Национализмите немаат иднина во Република Македонија. Од овој закон никој нема да умре. Овој закон дава право на употреба на јазиците. И треба да ги оставиме национализмите настрана. Апсолутно
и опозицијата порано, кога било Социјалдемократскиот сојуз, за многу работи не се согласувал, пооставил процесите да течат и течеле самите процеси. И апсолутно така и губеше кога не присуствуваше опозицијата. И така ќе губи и ВМРО да помене веројатно. Апсолутно законските решенија мора да одат. Заради тоа што во Македонија, покрај македонскиот народ, постојат и помалку бројни етнички заедници, како што е албанската, турската, ромската, српската и другите. И тие имат уставно право, и тоа уставно право, соодветно на праксата, која што им е потребна, треба да им биде овозможен. За телото за реформи во правосудството, не кажавте, пошто требаше да се формира, така? За следење на реформите во правосудството. Јас ги правам последните консултации. Се обидов некако да бидат сите инволвирани и инклузивни во самиот овој процес. Се надевам дека во текот на наредните денови веќе тоа ќе можеме да го објавиме комплетно. За составот можете да ми кажете? Апсолутно се водам од практичари луѓе, да не претходно коментирам заради тоа што ги правам последните консултации. Сакам уште еднаш само да појаснам дека ова тело има намера комплетно да дава коментари за сите реформи согласно законите кои што ќе се изработуваат, но и да биде следач или контролор на имплементацијата на самите тие законски решенија. Ова треба тело од пракса да покаже што е добро во законските решенија и како тоа во пракса ќе се применува. Затоа размислувам за практичари луѓе кои што доаѓаат секако од судството, од обвинителството во Република Македонија, од адвокатската фела, од експертската јавност, а доаѓаат и од граѓанските организации. Само што една работа во однос на кадрите, кога веќе ги споменавте од судската фела, меѓу нив има лица за кои постои сомнеш дека биле вмешани во некакви нелегални активности во минатото. Дали таквите кадри и таквите ликови сметате дека се добар потек на владата да соработува и да учествуваат во реформскиот процес? Мислам дека не. Ако некој е осомничен, ако нема судска пресуда, никој не е виновен, треба да внимаваме и на таквите ликови. Тоа е причината заради кои што се раздолжуваат ваквите процеси. Јас сум отворен, јавно ги коментирам работите, кога прв пат ги искоментирав, добив реакција од јавноста и затоа процесите, искрено зборувам, се застанати. Се надевам ќе ги завршиме со тоа што ќе дадеме можност секоја институција да биде застапена, но тоа не мора да значи дека и председателот на самата институција ќе биде застапена. Така да верувам дека ќе се изнајдат начини да самото тело однапред генерира надеж, минимум надеж дека навистина ќе биде добар контролор и добар коментатор на сето она што треба да се случува како реформи во правосудството. Зашто не направите мини анкета во судството и во обвинителството и они да ви кажат анонимна анкета кој треба да нив да ги застапува во тоа тело за реформи? Тоа е најбезболен начин. Апсолутно, правосудството има мал милион начини како да учествува во самите реформи и тоа треба да го направат уште денес. И постојните закони во Република Македонија даваат можност во многу што да се промениме. Клиентелизмот не ни треба на никој, без разлика кој е на власт. Единствено треба да се следи уставот, законите и собственото убедување на секој судија или јавен обвинител. На сите ни е преку глава од нешто кое што се вика неодлучност, клиентелизам, начин како да му се угоди некому или слично. Ако нема правда во Република Македонија, не знам за каков вид на други реформи ќе зборуваме. Без разлика кој е исправен пред правосудните органи чекајќи правда. Затоа сакам да апелирам секој согласно својата улога која што има во општеството да си преземе својата одговорност. Јас сум убеден дека најзначајната реформа во Република Македонија е реформата во правосудството. Тоа што го правиме е во функција на создавање на што поквалитетни законски решенија, но и на што поквалитетна нивна имплементација. Но сите знаеме дека тоа не е доволно. Мораме конечно да се промениме во начинот на однесување, во начинот на одговорноста, да има транспарентни процеси, јавно објавени докази, да знае јавноста како се носат пред судите, но и да си носат одговорност и судиите и обвинителите. Пошто го поставувате вие државниот обвинител, дали ви избрифирал можеби зошто досне истрагата за 27 април примерно кави купиште снимки со сторители? Значи јас јавниот обвинител на Република Македонија го имам видено 2 пати или 3 пати во парламентот. Јас не го познавам човекот, јас се поздравив со него, сакајќи да оставам стварно експертско решение. И добивме експертско решение. Не се ни обидувам да направам комуникација или контакт, не знам како ќе бидам сватен. И не ни треба. Апсолутно тоа. Може да постават претениците, јавноста нека побуди
интерес, нека алудира кон пратениците за одредени прашања што ја интересираат јавноста, но јас верувам дека за настаните поврзани со 27 април прво може да се водат побрзо постапките, заради тоа што испаѓа дека буквално ништо не е променето и притворот се третира во Македонија исто како и пред промената на власт. Тоа не треба да биде така. Притворот не смее да биде казна. Јас очекувам транспарентни судски процеси, каде што согласно доказите ќе се носат пресудите независно, апсолутно независни судии, каде што ќе работат и независни обвинители и ќе има силни одбрани. Тоа е нешто што го очекуваме сите во реформите во правосудството. Така да од тој аспект остануваме да ги подобриме законските решенија, да формираме тела кои што ќе бидат гарантори на имплементацијата, но секој во Македонија мора соодветно да ја понесе одговорноста, без разлика дали тоа ЗАЕФ и владеачката партија, без разлика дали тоа опозицијата или Кристијан Мицковски или се некои судии, некои обвинители, сите носиме одговорност пред граѓаните кои што не поставиле на тие места. Ви благодарам на сите.